Јавна политика за намалување на невработеноста кај младите во Виница. Истражување на постдипломците Александар Стојменов и Никица Бачовски. Млади луѓе кои се нафатија дел од својот интелектуален труд да го посветат на проблемите со екзодусот на младите од Виница, при тоа барајќи ја сршта на проблемот и посочувајќи конкретни механизми и насоки до приватниот сектор и локалните власти за надминување на овој проблем. Ова истражување беше спроведено преку сеопфатни анализи, збориме за истражување на факти, бројки од релевантни институции, интервјуа со млади, нивни мислења, направени анкети на јавните социјални мрежи и додовме до некои податоци кои што кажуваат дека младинската невработеност не е многу голема воопшто на денеса, меѓутоа сето тоа се должи на огромниот екзодус и огромниот број на студенти кои што нормално не се сметат како невработени. Студијата покажа дека постојат неколку елементи или постојат неколку заложби кои што може да се направат преку локалната самоуправа, со што би се избегнала таа младинска невработеност, односно тие би се насочиле кон некое свое поле на интерес. Има интересни факти за зголемување на идејата за практиканска или волонтерска работа во општината. Овој труд деновиве го презентираа пред градоначалникот Ивица Димитров, посочувајќи позитивни практики кои се од интерес на младата популација. Преку оваа анализа и еве сега преку оваа изјава сакам исто така да апелирам до приватниот сектор да се заземе малку повеќе, да го зголеми својот ангажман. Приватниот сектор во Виница не е за занемарување и може многу да помогне преку своји иницијативи, преку своји фондирања, преку своја финансиска, не само финансиска, туку и стручна помош до младите. Јас апелирам да се проучи краудфандингот или финансиското донирање и помагање на некои идеи кои што ги имаат младите во општина Виница. Еден од првите чекори кои веќе го зачна овие интелектуалци е иницијативата за формирање на младински совети на локално ниво, како главна алка која ќе го анимира, поврзува и насочува потенцијалот кај младите во интерес на локалната заедница.